Време е за уште едно видео од серијалот Овертајм кој тиче на YouTube каналот BMG Network. Екипа, викендов е нешто како затишје пред бура. Германија, Франција и Шпанија влегоа во зимска пауза. Остануваат Италија и Англија викендов. Скромно. И веќе од вторник Boxing Day. Сега само за викендов ќе видиме што има. Во понеделник, вторник, не знам кога точно ќе видиме како ќе биде, ќе има уште едно видео. Само за англичаните. Значи, викендов окей, понеделник одмараме и до вторник фудбал секој ден. Викендов нема ништо посебно интересно. Еден топ надпревар во Англија, Ливерпул, Арсенал, еден добар меч во Италија, Рома, Наполи, и се мислев за уште еден надпревар кој да биде, зошто да биде, како да биде. И се решив за надпревар кој што не е во топ 5 лигите. Ама дерби. Фенербахче, Галатасарај. Сабота, Англија, најинтересното викендов. Ливерпул, Арсенал. Табела. Кај е Сити на табелава? Еве го, четврти. Арсенал и Ливерпул на првите две места. Разликата во бодови само еден бод. Знаете како викаат во Англија? Кој ќе го помине пеколот на Boxing Day најдобро, може да биде шампион. Епа за Ливерпул и Арсенал пеколот почнува викендов. Многу важен надпревар и за двете екипи. И двете екипи си имаат по некоја предност. Ливерпул игра дома. И тоа е за нив предност сама по себе. Освен тоа, пазете го податоков. Арсенал последен пат победил во Ливерпул во 2012 година. А која е предноста на Арсенал? Имаа повеќе време за одмор. Ливерпул играше со Вест Хем во средата во ЕФЛ купот. Игра со некој мешан состав, ама тепаа 5-1. Кога го видов составот, си викам овие губат. И тепаа. Ама пак, изморени се. Арсенал одмараше од минатиот викенд. Е сега, што може да очекуваме? Се, ама највеќе голови. Не знам кој ќе тепа, може да биде нерешено, ама знам дека ќе има голови. Одиме во Италија, серија А. Најинтересно ќе биде во Рим, Рома, Наполи. Е сега, тука ако ја видиме табелата, што да видиме? Крш за двете екипи. Наполи 5, Рома 8. Далеко е Наполи од шампионскиот тим од минатата сезона. Онака, мислам дека целосно се растури. Два тренери сменија сезонава и двајцата потврлија. Во средата изгубија од Фросиноне во купот на домашен терен со 0-4. Фросиноне е Елмас си оди од Наполи. Конечно. Трансфер вреден 25 милиони евра. Лајпциг. Браво. Не знам што чекаше толку време, ама окей, го фати последниот бос. И ова не е ништо официјално, ама веројатно е прашање на време само. Рома игра па не игра. Топло, ладно. Минатото коло изгуби од Болоња 5-0. Пред тоа беше во некоја победничка серија, ама ете, дојде пораз. Се на се, за двете екипи е најдобро тоа што ово е последен меч пред зимската пауза. Очекувам нерешено. Недела, одиме во Турција. Одамна немаме зборено за дерби од послабиве лиги. Ама ова е дерби во буквална смисла на зборот. Фенербахче, Галатасарај. Градско дерби, завојувани навивачи, ривалитет до небо, тоа е тоа. Секогаш кога играат овие два тима, Истанбул е поделен на два дела. Сега ќе биде лудо. Двете екипи имаат по 43 бода на табелата и се единствени кандидати за титулата во Турција оваа сезона. Кој тепа ќе може да здивне? Е сега, Галатасарај реално е поквалитетна екипа, ама Фенербахче игра дома. Дечки, нема ништо интересно во недела и кој може да го следи турското дерби, нека не го пропушта. Ќе биде јако и ќе паѓаат голови. А ја тука се одјавувам. Имајте убав викенд и се гледаме за многу брзо време. Следува Boxing Day. Чао!